Брајалница ќе се моли за 1 милион евра за цела година од општината, да им ги дава како на цицка на бебето млека, овој месец 100.000, другиот месец 150.000. Пелистер исто, не знам што прават, а Шкендија со 2 победи 1 милион. Точно заради ова што ни се случува на тема пари и на тема животарење во македонскиот фудбал, значи нашите клубови животарат, да овој да им даде, оној да им даде, овакви како Шкендија се ретки, или да не знам дали има воопшто некој. Струга Тримлум ворет, па може би Силекс. Затоа го имаме моментот Кожув со Башкими, каде што се дадени 10.000 евра срамни пари, 10.000 евра за купување на надпревар. За купување на надпревар. Зборувам така како што е опишано во последното официјално известување од Фудбалската федерација на Македонија, дека е потврдено дека е дадено. Од официјален извештај на Министерството за внатрешни работи. Добро, зошто бе се дале зошто некој од Кожув се решил да ги прими тие 10.000 евра да пушти утакмицата? Зошто имал пари многу во клубот? И сега тие пари 10.000 евра ќе завршат работа на Фудбалскиот Кожув. И за жал се уште не е до крај, барем не е официјално истражено и кажано и соопштено убаво на јавноста, онака како што беше извини другото помпезно најавено. Ако Кожув генерирал пари и заработувал пари да продаде еден фудбалер на Вардар, на Пелистер, на Струга Тримлум, нема да ги земе 10.000 евра.